Штилни гледачи, добар ден, само што се вклучуваме во живо од надпреварот од второто коло во третата фудбалска лига Исток помеѓу екипите на домашниот тим на ФК Брегалница 1926 Делчево и ФК Светлост Зрновци. Гичев Лаза со број 1 на голот на Брегалница, Стефан Филиповски број 4, Дарко Николов број 5, Ненад Нешовски број 7, Бојан Петровски број 9, Дочинов Јован број 11, Максим Смилков број 21, Петровски Дилан 33, Драган Стоиловски 42, Матеј Георгиев 77 и Томи Станоевски со број 80 во првата постава за Брегалница истрчува на теренот. Стаменков Михаил број 1, Трајанов Горан број 2, Ристов Давид број 3, Андреј Андонов број 5, Девид Иванов број 10, Гаврилов Драган број 11, Давид Ренчев 15, Славче Митовски 16, Кристијан Сенов 19, Ненад Савев 21 и Ристе Лазаров 29 во првата 11-торка за екипата на Светлост Зрновци. Заменик е домашните Бобан Атанасовски 12, Давид Митев број 6, Дарко Пешовски 10, Даниел Гоцки 16, Марио Илиевски 17, Мартин Дичовски 90. При гостите Мате Стоменовски 14, Дарко Лазаров 17, Петар Постоловски 18, Мартин Голчев 25 и Стефан Смилков 31. Службени лица Димитровски Живко, Ивановски Игор, тренер Гоцевски, Даниел, службено лице исто така Георгиевски Звонко. Зоран Георгиев кај гостите. Главни судии на надпреварот Спасова Александро, Цело Мустафино, Свети Николе е главен судија на овој надпревар. Помошници Петра Михилов, Игорче Богатинов од Кочани. Делегат Ангел Дамјанов од Виница, контролор Горан Георгиев од Кочани. Се очекува во секој момент да започне овој надпревар. Спасова Александра да означи почеток на надпреварот од второто коло во третата фудбалска лига Исток. Почеток на надпреварот од лево кон десно во првиот дел напаѓа домашниот тим во сино-бели дресови. Стоиловски прв контакт со топката. Можност таму за Станоевски, но побрз голманот на гостите изфрла во аут.
Можност овде се создаде при оваа одбина топка, но изфрлаат внимателно во корнер гостите. Прва можност атива во корнерот. Дали ова пенал? Така е. Пенал за Брегалница уште во четвртата минута по оној одличен корнер и стативата пречката, односно која ја имаа домашните фудбалери. Продолжи акцијата, фаулиран во 16-етникот на Светлост, еден од домашните фудбалери, не видовме кој, и тоа е пенал. Дојчинов на линијата од 16 метри, топката поставена на 11 метри, да видиме дали ова ќе биде и водство. Така е, прекрасно, Дојчинов. Води Брегалница со 1-0. Во првото коло, ако не се лажам, Светлост загуби на домашен терен од Карбинци, а Брегалница имаше водство некаде до финишот, беше 1-1 во Пирава, но со гол во завршните минути загуби од ударник Пирава. Бележиме пета минута, Брегалница 1926 Делчево, Светлост Зрновци 1-0. Се спустивме малку пониско на теренот за да поблиску се гледаат при преносот во живо, да биде подобра видливоста на теренот. Малку можеби ќе сметаат овие покриви од местата за домашна и гостинска екипа како и за делегатот, но се надеваме дека генерално е добра, дека е добар преносот на нашата фан страница. Продолжува играта. Со водство за домашниот тим од 1-0. Сега висок центар шут, само да нема проблеми овде голманот, нема. Лаза Гичев. Повторно топка до него. Еве сега друга можност, но не стигнала топката до Дојчинов. Има ли можност за контрнапад? Не. Има ли фаул? Така е. Сега по средината на теренот напаѓаат гостите.
Но одзема домашните фудбалери и сега организираат контранапад. Петровски таму Дилан во борба до освои топка, не успева. Корнер за Брегалница. Одземена топка, но фаулирало пред това велат судиите. Браго се трансферираше топката на спортивната страна. Немаше овде офсайд, застана играчот на Светлост. Убава топка од Земен овде, но со ефектна интервенција се извади за грешката голманот на Светлост. Стаменков. Беше тоа одлична можност за Стоиловски да зголеми на 2-0. Не успя да ја смири оваа топка домашниот фудбалер. Останува 1-0. Сега можност за фудбалерот на Светлост. Но Гечев најде брз. Успева да стигне пред напаѓачот на гостите, да видиме. Би требало да е тоа Сенов. Сега на спортивната страна некоја слична ситуација. Туркање вели судијката Спасова.
Ako mi će radi, dosta mora ti. Греши сега Митовски. Ajde, gdje? Таму Петровски Дојчинов бараше топка. Петровски не успеа навреме да ја додаде Дојчинов. Продолжува играта. Сега греши таму малку Гичев, меѓутоа имаше среќа што имаше и домашен фудбалер кој му дојде на помош. Мислеше дека топката ќе излезе во надвор од теренот, но тука будно следеше еден од играчите на Светлост. Сепак се заврши добро, долу бара топка со број 42, да видиме сега што ќе направи. Се судрија двата фудбалери, во случајот голманот на гостите Стаменков и со број 42 Стоиловски. Пеналти смират, пајте не. Продолжува играта, сепак нема последици при овој судер за голманот на гостите. Останала топката во нозете на фудбалерите на Светлост. Прифаќа Гичев. Продолжува играта со акција од половината на домашниот тим. Петровски Дилан сега. Добар полуролинг овде, продолжи акцијата со аут за домашниот тим. Се игра 16-та минута, Брегалница води со гол од пенал на Дојчинов во 5-та минута. Добро се снајде овде некако домашниот фудбалер, ја стигна оваа топка, ја задржаа во игра поточно. Сега смирува Петровски Дилан, почетокот на акцијата започна токму од него. Еве сега можност. Но офсайд вели судијата. Nema novog kampa. Осамење сега, Петровски не стигнува. Има ли офсет овде? Така е. Подигнато знаменцето на помошникот. Денес помошници се Михилов, Петар и Богатина Фигорч од Кочани.
Стилковски. Филиповски се извинувам. Добро, финта сега на играчот на Светлости 1-1. Некако се опуштија по-нови погодок домашните фудбалери. Тоа го искористија гостите од Зановци, сега 1-1. Не видовме само дали Митовски Славче е стрелец или ми се чини дека тој така. Последното ракување со неговиот соиграч Гаврилов тоа го покажува. 1-1. Сега стрекна топка да доаѓа до еден од фудбалерите на Зановци, но предолг фор. Четири-пет стандартни играчи на Брегалница треба да се припочат на тимот кон крајот на септември. Еве сега грешка и да видиме пресврт. Но Гичев е внимателен, тренерот овде се лути. Ова беше прекрасна можност да имаме пресврт. Пободството на Брегалница да поведе Светлост, но тоа не им успеа благодарение на пантерската интервенција на Гичев. Сега можност за Брегалница. Станоевски овде изнуди аут. Гагата грешава 3 пати. Искаре о Гагата. Ово искаратки потрчи, поборни потрчи. Станоевски нафрла. Одлична статива овде. Не видовме ни пречи сонцето ова убава акција на Брегалница. Останува 1-1. Сега 21-та минута. Пред малку Брегалница имаше можност да повторно да дојде во водство, но само пречката по втор пат на овој натрова спречува тоа да се случи. Како со број 42 одлично нафрли Стоиловски. Сега грешат. Односно брго организираат напад. Фудбалерите на Светлост предност дава. Има овде прекин на играта. Спасова Александра, главниот судија на овој натпревар, ќе покаже жолт картон за овој старт на Дилан Петровски. Претходно имаше предност, бидејќи беа во шанса за да го загрозат голот на гостите, на домашните фудбалери, гостите од Зановци. Викни посилно малку, викни посилно. Абе, поарно трчи од половин играчите.
Дали тоа со број 15 Давид Тренев, играчот на кој му се кажуваше лекарска интервенција. Не се забележува овде дали е 5 или 15. Ќе продолжи интервенцијата надвор од теренот, а играта продолжува со топка за Брегалнец, имајќи предвид дека акцијата претходно продолжи пред да биде додаден жолтиот картон. Бележиме 2 минути кои најверојатно ќе се придодадат на регуларните 45. Сега е можност за Станоевски. Дали ќе исконтролира оваа топка, ќе додаде овде или ќе прави обид сам да завршува? Еве можност. Добра можност. Се консолидира Брегалница по примениот погодок. Напаѓа во 2 наврати, имаше добри напади. Стоиловски. Војна проигрување, да видиме. Дали ќе се очува топката, не успева. Овде добро се гради играчот на Светлост, но корнер. Ги бркаше овие два обранбени играчи. Стоиловски изнуди корнер. Сега да видиме, не се гледа овде ништо. Корнер. 26 минута. Нафрлена топка високо на втора статива, но не стигнува топката до Филиповски. Ке има измена кај екипата на Светлост. Не годува публиката, бараше повредло оваа топка да се изфрли од 16-никот. Близу 16-никот беше поточно оваа топка. Ке влезе со број 18 Петар Постоловски кај гостите. По откако топката ќе излезе во аут. Стоиловски сега добро овде кон Дојчинов. Ке стигнува, но зад Петровски, зад грбот на Петровски. Но одзема овде еден од домашните фудбалери. Шутира, иако беше блокиран голманот Стаменков. Трета можност едно по друго за домашниот им повторно да дојде во водство, не успева и во овој случај и од оваа ситуација. Сега лошо овде се постави со број 5. Ќе казнили играчот на Светлост не. Браво, Стефане! Ментално! Америка се наши деца. Корнер за гостите, а при тоа картон за ова симулација барање да се суди пена најверојатно. Сега ќе влезе во игра Постоловски. На местото на повредениот
Од пред малку Тренчев, ми се чини. Изведен корнерот. За момент ја отстануваат опасноста домашните фудбалери. Сега нова можност да нафрлат гостите од Зрновци. Да видиме. Се обиде да шутира со глава во просторот каде се спојуваат пречката и гредата, но внимателен домашниот голман Гичев. Потребна е сега нова консолидација во домашниот табор за да се нападнат ови 1-1. Минатата година овде Брегалница забележа победа од 2-1. Во еден цврст надпревар или 1-0, ќе треба да провериме. Откако во Зрновци се надпреварот заврши со резултат 1-1. Ajde, pretio ti si naš. Ako, skaraj se, pa ne je bitno. Ne igre, etaka, ne igre, zajebi, ne igre. Aro si znaš, ne igre, izdigni, Aro si, izdigni. Čutni od tuga, be, gase. Одлична можност за Брегалница и статива по кој знае кој пат. Новој надпревар, две пречки, една статива. Две промашени прилики, ова е пета, шеста. Може би заслужи сега, може да кажеме и со сигурност Брегалница да води 1-2 гола разлика, но за сега гледате и стативата сојузници на гостинскиот голман. Стаменков Михаил. Еве можно да се проигра Становевски. Не, ова е Стоиловски, се извинувам. Добра финта. Можно за ножички, но не успева. Убава идеја, нешто налик на голот на Трајковски да се обиде да постигне Дојчинов. Трајковски мислев на голот кој го постигне против за македонската репрезентација неодамна. Во еден пријателски надпревар против една од европските селекции. Саудиска Арабија поточно, со нив игравме. Ново беше далеко. Браво, расправете се. Одлично, гледај. Лично сценарио. Сепак добар обид на Брегалница повторно да нападне во 31-та минута. Сега ќе има опомена овде. Некое кошкање, вербална комуникација несоодветно најверојатно помеѓу двата фудбалери. Со број 21 кај домашниот тим Смилков Максим и со број 16 Митовски Славче стрелец на гол за Зрновци. Сега со број 11 Гаврилов одлично го пронаоѓа таму својот соиграч. Но Гичев тука внимателен. Обид на Дилан Петровски да пронајде некои од своите напаѓачи, но обидот беше безуспешен. Становевски. Стоиловски. Не гледаше добро овде каде се наоѓа, но бил фаулиран, треба да се видите, 42 оттурнат и затоа ова лошо додавање. Изведе Становевски. Петровски Дилан.
Одличен обид на Матеј Георгиев. Корнер за Бегалница. Време ли е за 2-1? Idemo sudi uši da pedal, ajde. Стигнува таму. Али малко тая нога, ей! Филиповски ми се чини. Уште една шанса, профуче топката онака млак удар, меѓутоа добро нафрлена топка со цел да се промени некој во 16-тникот на Стаменков, но топката никој не ја зафаќа и само профрче покрај левата статива на Стаменков. Фаулиран сега таму домашниот фудбалер, фудбалерот со број 10 Иванов Дејвид. Idemo Manchester! Се жали таму на повреда еден од го фаќа Грч најверојатно. Ода да го дигнеме, само нещо. Малко нещо. Фаул за екипата на Зрновци. Гаврилов се жали на повреда. Извинување, немало намера, вели домашниот играч. Прифаќа овој. Да. Нафрлена топка, можност за Зрновци, но внимателен Гичев. Петровски. Продолжува играта по овој аут. Стоиловски. Абе дай, како сноси да. Корнер. По два корнери имаше опасност по голот на Светлост, да видиме дали сега ќе биде така. Мој пети корнер, ако не се лажам.
Кималинов корнер, така е. Сега от спортивната страна. Направа статива и сега нов корнер. Во моментот да знаеме дека Карбин си води на домашен терен. Екипата која е совлада токму екипата на Светлост од Зрновци на гости минатото коло. Со што покажува дека ќе биде еден од кандидатите за висок пласман. Лупчов ти! Вискарай го тази! Сега офсайд, но внимателен беше Гичев. Айде бе, Яро, Томи, я ги кажа да не е. Ириса! Гледай го! Четиридесет и прва минута, напаѓа Брегалница. Конечно! Конечно! Начека Стоиловски да... Само съм я за теб! Па, не се види добро. Браво, докторе! Браво, докторе! Дојчинов, сепак стрелец. Во акцијата учествуваше Стоиловски, затоа за момент помислив дека тој го постигне голот. Брегалница сепак Ами играјте, панете ги, бе! води со 2-1 по првото полувреме. Заслужи водство, бидејќи имаше две пречки, една статива. Стоиловски? Веднаш се обиде кон Петровски, беше сам. И доколку дојдеше оваа топка до него беше опасно. Сега малку интернетот ни прави проблеми, но
Успеавме да го фатиме кадрот кога Гичев ја прифаќа оваа топка и спречува опасност пред неговиот гол. Сега треба веднаш да се исфрла, да не се дозволи така компликации овде пред неговиот гол. Комбинираат домашните фудбалери, Риван Петровски, полека топката се префрлува на противничката половина, таму осамене Дојчинов. Паѓа Гаврилов, но сега нема фаул. Јоне, мамата ми е ба. Лепо ги направи. Ще да призне от си изгориме, не се паве. Докторе, дай това едно ще бъде. Нема ли? Влегуваме полека во последната 45-та минута и мајки превед дека имаше во два наврати продолжение во трајање околу 2 минути, можно да се очекува за тој период да биде продолжена играта во првото полувреме. Дали тоа ќе го искористи едниот или другиот тим, ќе видиме. Вака пред 16-тник, мислам дека не треба да се игра, но добро е сега. Стоиловски. Еве можно сега, дали ќе стигне Стоиловски? Не. Добар потек, аплаудира и Стоиловски за овој обид на Нешовски правовремено да го проигра. Грешат сега гостите. Стоиловски ќе нафрла, така е. Не стигнува топката до Дојчинов и до Петровски. Сега добро е што овде не падна гостинскиот играч, ке беше тоа фаул и жолт картон, најверојатно. Сега можно за екипата на Светлост. Но брани Гичев, се уште е опасно. А сега може да здигнат крај на првото полувреме, продолжение од некои 19 на секунди. Брегалница со головите на Дојчинов од пенал во петата и во 40-тото отприлика не забележавме точно, води со 2-1 откако претходно Светлост Дунав се изеднаши.
Чувай. Ела на сенче. Ела ќе рече на Валери да те снима. Аванти брега. Аванти брега е така. Тие флетри знаат ли ши игра уопште или? Игра како? Оти некој ни кажа оти това футбол. Води ВМРО. Абе, Два премажа. Тоа е Бранко, па. Тоа е дедо. Здраво. Липче, Ванка да нема интернет, дојче на Бугарија. Те е така, поздрав за публиката. Имаше брат. И какво беше решил това и Матео? Какво беше за Матео? Да беше забравил Матео. Да не ми А, 16:06. Седи.
Почитувани гледачи, на почетокот сме на второто полувреме. Однапреводот од второто коло во Трета фудбалска лига Исток, во која се среќаваат екипите на Брегалница 1926 Делчево и Светлост Зрновци. По првиот дел Брегалница има водство од 2-1 со головите на Дојчинов од пенал и во петата минута и во 40 се извинувам во 40-та минута, додека гостите претходно намалија на 1-1. Лаза Гичев, Стефан Филиповски, Дарко Николов, Ненад Нешовски, Бојан Петровски, Јован Дојчинов, Максим Смилков, Дилан Петровски, Драган Стиловски, Матеј Ѓорѓиев и Томи Станоевски го започна овој натпревар. Гледаме дека нема промени, остануваат во игра и во второ полувреме. Кај гостите имаше само една замена, Постоловски Петар на местото на Давид Тренчев, а останатите играчи
Михаил Стаменков, Горан Трајанов, Давид Ристов, Андреј Андонов, Дејвид Иванов, Драган Гаврилов, Славче Митовски кој го постигна голот, Христијан Сенов, Ненад Царев и Ристо Лазаров. Ќе продолжат во второто полувреме за гостите од Зрновци. Резервни играчи кај домашниот тим Бобан Атанасовски, Давид Митев, Дарко Пешовски, Даниел Гоцевски, Марио Илиевски, Мартин Дичовски. Кај гостите Матеј Стојменовски, Дарко Лазаров, Петар Постоловски, Мартин Постоловски веќе влезе во игра, кажавме, Мартин Голчев и Стефан Смилков. Александра Спасова Мустафино е главен судија на овој надпревар, помошници Петар Михилов и Игорче Богатинов, делегат Ангел Дамјанов од Виница, контролор Горан Ѓоргиев од Кочани. Гоцевски Даниел тренер на домашниот тим, Зоран Ѓоргиев кај гостите. Абе, младен треба да се брани. Значи, само ще трябва да го теглим. Само ще ги добавим. Почеток на второто полувреме. Напаѓаат гостите први во овој втор дел. Падни, бе. Падни. Ајде, бе, ти бе, шо се забавам? Он ми скочи да ги до јазика. Петровски Дилан сега напред кон осамениот Дојчинов, дали ќе стигне прв? Не. Гаврилов сега. Горан Трајанов изнудува аут. Петровски сега, каков пробив. Судијата смета дека овде имало фаул при овој обид да дојде повторно до топката. Петровски кој за момент ја изгуби, а претходно напредуваше кон просторот да се наоѓаат гостинските играчи. Будно следеше овде Гичев. Беше ова млак удар, но можеше лесно да се одбие топката, што тоа не го дозволи домашниот голман. Сега преку Петровски да видиме. Петровски ќе барне некој напред, не браќа назад. Како Чининов.
Обид на Петровски има постигнат еден гол мината сезона вака на почетокот во првиот домашен натпревар, но на спротивниот гол сега не успева. Гол аут. Односно аут за Брегалница. Слободен удар за Зрновци, за Светлост. Зрновци на незгоден дел од теренот. Во 17-18 метри од голот на Гичев, кој го поставува сега живиот зид, кој ќе го покрива неговиот десен нагол. Високо над голот за негова среќа завршува оваа топка. Ajde, Bile! Ispred Stefan, eto tako. Дека не ќе долегнува поземи. Колку и да ги боли. Абе, колку и да ги боли, не ќе да прилегнат. Ajde, Stefan će. Na odmore.
и това Никола на това палят минало. Кой беше името? Коруб. Коруб Педер. Хайде, влечи. Дай на гагата. Хайде! Аре бе, сега шо, ба се врати бе! Това приеха най-веки от нас. Най-веки от нас приеха. Бати му го висеи. Он така може да това само да се Още къде имаше някъде по Германия, един 3 сезони като професионален играч. С лажна дозвола. И не играл ни една такмица. Дон Германия, Англия не беше? Ето он тук от Кивишо. Ай са. Да, знаеш какво ќе правим от сад? Кој највисок така, следни рупор да додат да ядат, да ќе бутаме рисо, така да не стига. Боро нека си душо на конца, што ги знаеш? Рицино, лек за сите болести. Нека го скини, нека си душо обикова. Нема што да се нервираме тук. И на Данката косата ќе му опадне. Подвитнил, да не го е ебало. Айде, Данка! Четворката и 80-ката ги вади. И 77 и 7. Много. Пушти маци тия шови, кой преред? Не си игра нашата деци много. Можем да дойдем, ама ќе ми дадеш 8 милиарди. Мама, гледайте, най-късно се това. Браво, браво! Браво! Пречка. Ама че да пречки отпрея по годин. Ова е четврта пречка како што вели на гледачите. Браво, момче! Намерно малку оставивме вака да не коментираме, за да си видиме што се случува. Ево, по период од 7-8 минути е прва шанса за Брегалница. Се играше претходно мирно на средината на теренот. Ajde, Maksim, širije! Ajde, Dile, Maksim! Кой даре? Ajde naprijed. Idi naprijed! Ajde! Баш ли си? Не знам, много е. Матеј Георгиев шутираше, еве го сега повторно тој игра со топката. Овде со Петровски Бојле, слаб. комбинира, тебе е одлична можност. Убаво упатена топка кон Драган Стиловски, но голманот Михаил Стаменков подобро се снајде.
Сега еден залез ема еден од домашните. Фудбалери. Никола не седи отзад покриеш. Здраво, чорапа, даре! Дојчинов овде добро изблокира и одзеде топката и се ги изнудува фаул. Можност да се центрира во 16-типот. Ќе влезе во меѓувреме во игра Пешовски. Ако дозволи судијката, спасува. Ако не приследниот прекин, дозволува, Становевски излегува, влегува од Пешовски. Прв удар на Пешовски. Ќе претрочим до тамо. Ќе тргнуваме много музика, tako. Наши Видаре, браво! 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 Се збуни овде голманот и одбранбениот играч по овој одличен удар на Пешовски ми се чини за нов гол, но во последен момент спаси голманот на Здрновци. На екипата на Светло Здрновци. Пешовски. Повторно Стаменков. Ја прифаќа оваа топка. Топка за Брегалница. Не е неправилно изведен аут, така е, забележа судијата. Замена. Не може да видим овде од со број 31. Нов играч кај Светло Здрновци. Смилков Стеван. Не видовме на чие место само. Дали тоа беше Ристо Васаров? На столо горе се мани. Не, тоа е во игра. Ајде, Максим! Ајде! Координатори, јас сум како тебе за тоа само. Лево, лево!
Пешовски. Николов. Георгиев. Петровски. Филиповски. Георгиев. Пешовски. Ќе бара таму со брзо проигрување. Ќе го бара Смилков, не успева. Еве сега напаѓаат гостите. Бара поживо игра Дарко Николов. Овие два, еден не значат ништо, 65-та минута. Мала поглава. И го помна тоа. Кажи, Господи, мала поглава. До те пајди таму. Мора да јаде народо. Владене. Следеше внимателно Гичев овде што се случува, веднаш сега дегажира напред. Пешевски ќе прифати. Ќе додаде овде полека до Николов. Повторно топката кај него. Пешовски. Повторно тој, топка до Георгиев. Трчува Петровски, да видиме. Петровски. Конечно тој се израдува на првиот гол. 3-1. Правовремено го забележи овде Георгиев, осамениот Бојан Петровски. И сето тоа резултираше со нов гол за Брегалница за водство 3-1 во 60 на самиот премин на 65-та кон 66-та минута. Односно 66-та кон 67-та. Сега момент за мал тайм-аут. Мала пауза за освежување за играчите. Дава знак судијата веднаш да се вратат на теренот. По голот на Брегалница кој го постигна Петровски за 3-1, мало освежување за играчите и веднаш играта мора да продолжи. Вели и главниот судија Александра Спасова. Карвинци водеше на полувреме мисечени против Овчеполе. На овој телефон и распоредот на двојките за ова коло не можеме баш да зирнеме кој со кого игра. ОФК Мач ми се чини дека треба да го пречекува Дојранско езеро во ова коло.
Последното коло Брегалница најверојатно гостува кај Овчеполе. Добро одбрана овде на Гичев. Таман те похвалиме. Радивич. Браво! Одлично овде ја изнесува оваа топка. На средината бе! Може би под фаул беше Смилков. Ајде, право се! Браво е Девик! Браво е Девик! Добра акција сепак не заврши со нов гол за домашниот тим. 3-1 останува. 70 минута ја бележиме ова нова можност за Брегалница да го зголеми водството. На 4-1 за сега 3-1. Дојчинов. Еве сега го има овде долу Петровски. Двојно проигрување помеѓу двата играчи со исто презиме. Смилков додава до Дојчинов. Само не денеска. Стоиловски сега одбива овде, се снаоѓа некако и гол! Ја исправа својата грешка. Публиката како да му се насмеа за она премалку, но тој докажа дека е добар Преоблици, Даниле, преоблици, не за толку малку. играч. Како да пречувствува дека топката ќе остане тука. Успеа повторно да дојде до неа и водство 4-1. Во 70-та минута може веќе да со сигурност да кажеме дека бодовите остануваат во Делчево. Прва победа за Брегалница ќе кажеме по 90 минути. Гичев најбрз. По оној период на една мирна игра која предизвика и дремка кај дел од гледачите, една брзина 3 гола за Брегалница, 2 гола се извинувам, за водство 4-1. Откако на полувреме домашните водеа со 2-1. Офсайд. Се спремаат да влезат во игра сега Гоцевски Даниел, тренерот на домашниот тим, кој игра е на списокот за играчи на овој надпревар. Ќе излезат Стоиловски и Јас сум против Ливерпул. А си Юнайтед няма да иска, не? Браво! Шанси од футбол да падне така. Браво, Стефаче! аплауз за По-силно викаш кај во само до тебе. аплауз за Филиповски и Нешовски, тие излегоа од игра. Влегоа Гоцевски и Илиевски Марио. И на местото на Стоиловски не видовме уште една измена имаше.
шанс. И пенало биг шанс. И пенало биг шанс. Дали излезе, не видовме добро, дали само 2 замени беа или 3. Петровски Дилан. Одлично Кондојчинов, кој се обиде меѓу нозете на Стаменков да стрела, но не успева. Стрелецот на 2 гола во првото полувреме. По еден постигна Стоиловски Петровски Бојан. За водство 4-1 за Брегалница, откако предходно Митовски Славче за Зрновци постигна гол во првото полувреме. Одлична пета. Ајде, четворица сте. Да не аутиш. Се повреди при ова избивање гостинскиот играч, го фати Грч. Анка, доста е, не? Пица! Не, другата. Това се патре. Ама чуна пица. Абе, пица наш некој лида. Пиче, гледа го, пиче там. Пари го! Продолжува играта по ова укажување на лекарска интервенција. Добро следат таму Петровски. Може за контранапад. Марио Илиевски прв шут по влегувањето во второто полувреме. Еден од најголемите надежи на Брегалница. Фудбалерот калибарот на Драганчо Гоцински, Зоран Златков на времето. Иако беа едниот одбранбен минут. Звока, пушти Марти нека игра малку, ај. Нападјач, Марти што игра малку. Не. повеќе би рекол на Драганчо Гоцински. Опија дурка, маќе не игра што. А не пиеш, кој се на терата се попи, кој Атакуваат на втор гол фудбалерите на Светлост, но не успеваат сега. Петровски влече напред
Одлично додавање овде. Со финта се обиде да ја пропушти оваа топка. Со број 21 Смилков кон Бојан Петровски, но не стигнува топката до него. Даниел Гоцевски го предводи овој почеток на нападот на домашниот тим во 79-та минута. Петровски стрелецот на третиот гол за Брегалница. Пешовски. Петровски Дилан. Даниел Гоцевски. Дарко Пешовски. Ајмо, Маце! Маценце! Се подготвува Дичовски да влезе во игра. Пешовски сега. Фаулиран или гол? Да видиме Дојчинов. Прочитана неговата намера, а претходно ја врати акцијата на фаулот. Не, офсайд било, сепак било ова офсайд. Крши бе глава да те бутушки бутева. Што работиш? Чепни го дали сте? Драгане, дали ти написа магијата и коло да губија? Мани го малку за автомата, дали ти? Дам муниција. Снайпер во тела. Браво, судија, да живеете, да живеете. Продолжува играта додека се кажува по интервенција на Петровски. Офсайд. Дичовски прв обид.
Ajde, be, krivo, be, dobro, ej. Ajde. Bravo! Bravo! Bravo, Bogdane. Studio, bravo! Bravo, Beka, digano zeta. Се поминале без проблеми за голманот на гостите. Ajde, bez sviri. Одлично напредува оваа акција. Мартин Дичовски сега обид да нафрли, не успева. Сега враќа кон Георгиев. Добар обид. Матеј Георгиев. Ajde, Tine! Neća! Дочинов. Ajde, Maksim! Дичовски. Daj pa 20 minuta u gol pomoziš. 88 минута започнува. Многу фудбалери на Брегалница во нападот, да видиме. Пешевски и офсайд. Целоти Георгиев кон поточно разговара со помошникот, но ми се чини имаше мал офсайд. Останува 4-1. Како е? Продолжува играта Гоцевски. Предност дава помошникот, е сега можност. Георгиев много високо на голот.
И официјално очекуваме судијата за минута 2 да означи крај на овој натпревар кој Брегалница Делчево 1926 го добива со 4-1 за сега, ако до крај нема некои промени на резултатот. Два гола постигна еден гол постигна во Пирава, 5 прими 2, значи 5-3 гол разлика. Крај на надпреварот, може би нашиот часовник малку подоцна го вклучивме. Означува главниот судија. Тоа беше се од овој пренос. Да спомнеме дека Брегалница поведе со голот на Дојчинов од пенал, изедначи Светлозрновци преку фудбалерот со број 16. Митовски. Потоа при крајот на првиот дел повторно имавме водство 2-1 со голот на Дојчинов, кој постигна 2 гола на овој натпревар. Во второто полувреме 3-1 Бојан Петровски и за 4-1 се победи Стоиловски.